ние како советничка група побаравме проширување на дневниот ред со точка за ревидирање на деталниот урбанистички план СЗ24 во Одексион. Истиот не беше прифатен од страна на мнозинството со образложение дека немаме технички можности да се разгледува на тогашната седница. Бидејќи претходната седница беше пред повеќе од неколку недели, односно месец дена, сметаме дека денес на денешната седница се исполнити условите. Одделението за урбанизам колку што гледаме присутно на седницата и сметам дека се исполнити сите услови од претходното образложение што го добивме како советничка група со кое што бевме одбиени да биде ставен на дневен ред, односно да биде проширен дневниот ред со точка за ревидирање на спорниот детален урбанистички план во населено место Јурија во Одексион. Сметам дека сега треба да биде дополнета точката, иако не го разбирам начинот зашто на самиот дневен ред не е ставен на точката, меѓутоа ние еве сега повторно како советничка група го даваме како предлог на дополнување на дневниот ред и да биде ставена точката ревидирање на ДУП СЗ24 во населеното место Јурија во Одексион. Барам како предлог да се стави и на проширување на дневниот ред. Две работи. Првата работа, ние имаме седница со физичко присуство од сите советници после долго време, после повеќе месеци. Сакам да прашам зошто градоначалникот не е присутен на оваа седница, тоа е побројен. И барам да ни дадете пауза да го повикате градоначалникот, бидејќи навистина има сериозни проблеми кои што ги мачат граѓаните на општина Ѓорче Петров и тој треба да ги испочитува. Не само нас советниците тука, што треба да го прашаме нешто во име на граѓаните нормално, нема да го прашам нешто за мене, туку ќе го прашам од тековните проблеми на дневна основа со кои што се соочуваат граѓаните. Дали граѓаните не му се важни на Александар Макурски, ниту пак советници? Каде е градоначалникот? Дали има нешто поважно од тоа да се води општината и да се помага на граѓаните? Не видовме ништо тој да направи во изминатиот период. Еве, повторно покажува дека приоритет му се сите останати места каде што може да се опушти, да се напие, да се релаксира, отколку да работи во интерес на граѓаните. Сакам да дадете пауза како председател на студото, да го повикате и да дојде, да го почекаме, колку што треба да го почекаме. Ние друга работа немаме. Граѓаните ни се најважни. Мора да дојде и да поразговараме за актуелните проблеми со кои што се соочени, да направиме нешто заедничко. Ние имаме многу предлози да му кажем. Барем еден да прифатиме, барем да не сослуша. А Славчо повеќе Како не, каде е градоначалникот? Што го е поважно? Кафаните? Значи, Марија, мислам дека треба да покажеш. Па ја ви да каде? Значи не е тука. Како? Повели се. Да се дополни дневниот ред и да се разгледува проблемот што го имаат граѓаните во населено место Одексион. Значи луѓе, како не разбираме ние, таму им се гради зид од 60 метри. Значи таму хуманото живење им се уништува на тие луѓе. Тие луѓе имаат оправдана причина да реагираат и реагира и се блокира улици, имаше блокади и пред општината. Наша обврска како советници, наша обврска е да ги разгледуваме тие прашања. Ние сме од иницијативата за урбаното живење. Добро. Ова е ваше барање. Дали ова ваше барање? Дали ова вашето барање? Еве, дојди, повели. Да. Ало, Снеже. Видете, вака, господине. Дайте седнете да продолжиме со работа. Не, најдобро решение со граѓаните. Вие може да разберете, а ние се ги решите со
Значи 14 гласа за дневниот ред за денешната 47-ма седница е усвоен. Преоѓаме на првата точка од дневниот ред. Предлог одлука за измена на распоредбата